Се враќаме во студиото во живо овдека со мојот колега Дејан Андоновиќ. Дејане, што друго денеска да разговараме ако не изборите во Соединетите Американски држави. Гледам дека се уште се виси во воздух, иако според она што е мој впечаток, Трамп поминува подобро отколку што беа најавите во анкетите. Мојот впечаток е дури дека ноќеска, бидејќи ги следев изборите, речи си да сите аналитичари, вклучувајќи ме и мене, онака као личен некој впечаток, е дека Трамп ги загуби изборите, само да видиме колку ги загубил. Меѓутоа утринава некако односот беше 200 електорски гласови наспроти 118 со пребројувањето на гласовите од Тексас, каде што доби победа со победата на уште неколку сојузни држави. Трамп се доближи на однос од 220 наспроти 218 електорски гласови. Ке потсетам, треба 270 електорски гласови за победа. Борбата во неколку сојузни држави, Пенсилванија, Мичиген, Висконсин, треба да одлучат, особено Пенсилванија. Да подсетиме, бидејќи е важно, не сите гледачи и слушатели разбираат што е тој електорски модел. Значи, во Америка едно е гласањето на што се некоја popular vote, значи општото гласање и така натаму. Така е, како ние што гласаме, и во кое што најверојатно и овој пат Бајден, како и Клинтон, ќе победи во однос на Трамп со милионска разлика, но всушност американскиот претседател се бира според гласовите кои што врз основа на општото гласање потоа се дадени, се дерогирани, се проектирани врз посебните држави. Секоја држава носи одреден број на места, електорални места, и со тие електорални места, без разлика на општите гласови, се победува или се губат изборите. Во овој момент е односот 220-213 Бајден, Трамп, во тие електорални гласови. Јас би го симплифицирал дека во Соединетите Американски држави претседател го избираат државите, а не граѓаните. Така е, тој е баш. Мислам, малце би го упростил за полесно да го разберат гледачите и слушателите. Она што е важно дека во моментов на овие историски, би рекол, избори за претседател на САД, тесна е трката, во моментов има стопирање на пребројувањето на гласовите до 10 часот по нивното време. Локално, бидејќи има малце одмор, веројатно, доаѓаат нови информации. Нема да се знае победникот денеска, тоа е сигурно. Она што е последно е дека Трамп излезе пред малку на пресконференција, рече дека што се однесува до него, тој ги победил на изборите. Бајден му возврати уште утринава и рече: не сме ниту јас, ниту Трамп тие што треба да прогласуваме победа, се знае кој треба. Тоа беше една од големите дилеми во американските медиуми, кои што вчера жестоко се расправаше, што ќе се случи ако Трамп, не чекајќи било какви финални пребројувања и така натаму, излезе и ги прогласи победата. Затоа што тој тип на авансирање на победата, која на крај не мора ни да биде, да се случи, ќе наметне атмосфера дека нему му е украдена победата. Тој веќе утринава тоа го каже. Тој утринава каже дека се обидува да му ги украдат гласовите. Сашо, она што мислам, Трамп веројатно и верува дека не може ништо друго да се случи освен да победи. Дека ако изгуби, тоа мора да биде резултат. Имаше тој ноќеска една интересна изјава според мене, а рече: јас очекувам победа, но нема да се изненадам и да ги загубам изборите. Тоа е многу интересна вака изјава у превод. Тој мислам дека рече: секоја победа убава, секој пораз не е баш толку убав. Да, интересно. Она што е успех за Трамп ми се чини е што нели он многу неговиот тим се обидуваше да ја добие Флорида. Флорида е една од државите која ја немаше во минатото ниту републиканците, ниту пак самиот Трамп на претходните избори. Тој дури, ќе потсетам, од Њујорк се пресели во Флорида и стана жител на Флорида, гласаше на Флорида, си го даде гласот за себе на Флорида, сакајќи да ги анимира граѓаните таму да гласат за него, но ги загуби оние во Њујорк, бидејќи па тие сега се навредија. Да, Њујорк е една друга космополитска средина, многу повеќе од Флорида, но морам да кажам дека во 2016 година Клинтон освои 47,8% од гласовите, Трамп 49%. Значи разликата тогаш беше само 0,2%. Денеска пак Бајден има 47,7%, практично го повтори успехот на Клинтон, но Трамп рипна на 51,2%, тоа се да речеме добри
2,5-3% повеќе и тоа унапредување на својата изборна позиција во Флорида може на крајот и да го чини председателска функција Бајден, бидејќи навистина е и да кажем уште нешто, мислам, кога веќе ги гледам статистиките, а Флорида е навистина важна, ќе биде таква и Пенсилванија и така натаму, има уште неколку други за кои што се води жестока па и Северна Каролина и ќе кажам само извини што се убацувам во разговорот, мислам во твоето зборување и Охајо. Се вели дека во историјата на САД не постои председател кој бил избран на председателската функција да не победил во Охајо. Да, тоа е едно од тие контролни да, тие се, да кажеме, нели, оние усрамени гласачи, како ги велат, кои не се знае каде и за кого ќе гласаат. Мислам дека Флорида го дава точниот опис кој ќе се разбијат по проценти гласовите за тоа што всушност се случува денеска во Америка. На Флорида гласале 61% од белците за Трамп, 89% од црнците за Бајден. Гласовите на хиспанците, односно латино гласовите и така натаму се 52% за Бајден, 47% за Трамп. И другите малцинства, би рекол, значи пред се азијати и така натаму, има европјани разни кои што се водат како малцинства, во тој контекст се 59 за Бајден наспроти 40. Значи гледаме дека Трамп практично е една втренченост помеѓу белите гласачи и особено помеѓу мажите кои што се бели гласачи со старост на 35 години. Над 35 години. Бидејќи статистиките покажуваат дека голем процент на помладите гласаат за Бајден, дека она што е голем процент од постарите се веќе над 50%, не многу над 50%, но за Трамп. Што да кажеме за крај на овие избори? Ке чекаме да видиме, денеска нема да се знае гласовите по пошта, ке тек допрва треба да се пребројат. Рекордна излезност над 100 милиони, во историски рекордна излезност, многу неизвестни, мртва трка и она што Сашо мене ми падне интересно, тоа нонстоп морам да го повторам, некако Соединетите Американски држави како да се балканизира што се однесува до изборите, а тоа е дека нема да се признае победата на опонентот, нешто што не беше во демократиите, особено во САД, дека се можни немири, ние ноќеска гледавме дека американските власти презема дополнителни безбедносни мерки околу Белата куќа. Се стравува дека доколку некој прогласи победа, другиот табор може да повика на демонстрации и насилства. Има многу коментатори кои предупредуваат заправо дека многу предупредуваат дека е можно дури да излезе ситуацијата многу вон контрола, меѓутоа Соединетите Американски држави се цел континент од земја, па таму она што во некои други места би се нарекол граѓанска војна во смисла на блискоста на конфликтите, сконцентрираноста, особено во Европа, таму бидејќи се работи за огромен простор, тие инциденти некако успеваат да не станат, да кажем, национално некакво движење. Во очекување сме, да. Биде... Меѓутоа проблемот е што се сите вооружени до заби. Да, тоа беше особен проблем и тоа е дебата за некоја друга анализа, но она што можеме да кажеме за гледачите е дека во моментов се води мртва трка, повторно ќе кажам, Пенсилванија, Северна Каролина, но и уште 2-3 Охајо. Сосема на крајот, Дејан, за кратко, кога всушност ќе може да се очекуваат дефинитивните резултати? Што се проценките? Па проценките се дека денеска нема да се очекуваат у наредните денови. Повторно ќе кажам, треба време да се избројат оние гласови по пошта. Меѓутоа од прилика мислам дека огромен дел од луѓето гласаа, 100 милиони гласачи по пошта. По пошта гласа, што само ќе го пролонгира тој процес. На крајот на криштата знаеме и самите дека кој да победи ќе биде председател дури од јануари следната година, така да имаат време све да пребројат. Повторно ќе кажам, ќе го цитирам Бајден каде што рече дека борба имаме за секој глас и дека тој Трамп дека победникот ќе го одреди последниот глас што ќе биде даден во Соединетите Американски држави, дека не може вака паушално како што Трамп утрина во предмалку ствари изјави дека што се однесува до него тој е веќе победник и дека веќе ја слави победата. Да се надеваме дека мирно ќе биде, тоа сакам да кажам, дека кој да победи ќе му честита на другиот победа, кој да загуби ќе му ја честита победата на опонентот, бидејќи од крајот на криштата Соединетите Американски држави имаат голема глобална одговорност. Како тие ќе се однесуваат таму, така и ние во целиот свет ќе мораме да се однесуваме. Дејан Андоновиќ, благодарам за оваа анализа.